ќе беше подобро да останеше тој систем. Не дека имам некаква носталгија према системот, туку заради тоа што не чувствувам ништо подобро од она што ни беше ветувано дека ќе биде. Имаше шанса нешто да кажеш, отворен екран, Што си глуп. Немаш визија. Кога бегавме у гимназија од голем одмор и идевме на аеродром Петровац, купувавме карта во еден правец, идевме на Чилипи, нели за 45 минути и за саат време се бањавме на Локрум. Денеска тоа е невозможно, нели нашата демократска држава тоа не го дозволува. Може би треба да се променат вредностите, па да пробаме апсурдот да го ставиме на место на базичните вредности денеска. Очигледно дека денеска имаме не хаос од вредности, или ги има многу, или тие се премногу малку, па валја од тие невредни работи правиме некакви квази вредности. Чувството и доживувањето се уште го имам. Тоа беше една атмосфера исполнета со некакво нејасно чувство на исчекување на револуција. Некакво младешко движење кое за жал се помалку го гледам кај младите кај нас во Македонија, кое искрено ме боли. Едноставно не гледаме вистинска духовна револуција, вистински интелектуален стремеж, дека на вистина нешто во филмот треба да поттикне. Веројатно и добар дел од младите луѓе си викаат во ред, не ми треба тој процес на таков начин да бидам изложен во јавноста и се повлекува. Носиш пиштол, избегаваш пропис, се правиш фраер, Револуција као таква појава е многу примамлива и многу опасна по живот. Така да не можеш ако си ситна душа и мало човече, да не кажам пичка у душа, да дигаш револуција. Денеска младината во Македонија можеме да ја оцениме како малку пасивна. Јас се надевам дека ова што го кажувам некој ќе посака да докаже дека не сум во право, па ќе ги изнесе во погласно ставовите. Меѓутоа последиците на таквата пасивност се и повеќе од јасни. Ја не сум ни слушнал у последниве 20 години Р од револуција. А се сеќавате пред 20 години постоеше сексуална револуција, жута револуција, Украина сега некоја наранџаста револуција, а кај нас нема ни Р од револуција. Така да ова денешна младина која нема никаков бунт во себе, него се претопува во тој технофазон, да се сите исти и личат еден на друг, а да нема индивидуи, ја беше ти таа младина и не требаш да вериш у својата имена. Posramem pisok nevermore.